Eto sada u dva tjedna, znači 14 dana imamo 5 utakmica, dakle PSG, pa smo bili u Banja Luci, sutra igramo sa Nexeom i u srijedu igramo sa Partizanom i u 12. igramo sa Barcelonom. Da, zgusnuti je raspored, malo nam radi problem kod sustava treninga, da imamo manje vremena za pripremiti se za Ligu prvaka, jer smo rekli da nam je prioritet ipak Liga prvaka i Makedonsko prvenstvo, ali Seha ligu isto želimo jako iskoristiti, naravno uvijek sa nekim ciljevima pozitivnim, da iskoristimo priliku da damo šansu i onim igračima koji manje igraju u ovim utakmicama Lige prvaka, zatim i mladim igračima koji su sad eto bili u Banja Luci, njih 5, a naravno neke utakmice će igrati i najjača ekipa u smislu kad ja budem ocijenio šta nam je u tom trenutku zbog forme, zbog i obaveza koje imamo u narednim utakmicama važno. Все още се квалитетна екипа, то го покаже и пред тренери кои го доби Татран, а видовме дека Татран го доби на Вардар, што значи дека се иако млади квалитетни, имат младински репрезентативци на Хрватска. Знаеме дека во претходните 2 години губевме бодови во Скопје и во Нашице, така да би изиграле максимално мотивирано, како да пристапот би ни бил и да се уиграме некои недостатоци, да ги покриеме за утакмицата во Барселона, но и да ги добиеме и нив, да продолжиме тој низ на непобедливост. Имаме 2 победи, 1 нерешен резултат во Сеха лига. Сакале без разлика која екипа ќе излезе на терен, дали втора, трета, прва постава, би сакале да се пласираме на тој Final Four на крај, да се одржава континуитет за битните такмици, најбитните Лига на шампиони, да играчите имат надпреварувачки ритам да држат. Мислам дека може да добро да ни послужи ова утакмица со Нексе за понатамошниот тек на ова надпреварување до собирот на репрезентација до таа ЕХФ, да се искористи максимално за да се освојат максималниот број бодови што е можно.